дали СЈО ќе одлучува Уставен суд за статусот на Јас неколку пати имам јасно искажени ставови, ве користам приликата и овде од еквишијата да ги повторам тие ставови. Јас сум убеден дека на 11 декември ќе има фер, регуларни демократски избори, односно ќе сторам се како еден од важните фактори во Република Македонија, јас, мојата партија и целата опозиција изборите да бидат слободни, каде што граѓаните на регуларен, фер и демократски начин ќе изразат слободно волја и тие ќе ја проектират иднината на Македонија. Впрочем, јас сум убеден дека промените ќе се случат во Македонија. Промените се здрави и тие се добредојдени, треба да се случат. Но и до тогаш и после тоа останува ние заедно да ја градиме ова наша земја и да ги решаваме ваквите проблеми. Во тоа име, уште еднаш испраќам порака да не се дрзни под политички притисок било кој, а така и Уставниот суд, да го укинува специјалното јавно обвинителство. Тоа е трошката надеж за враќање на правдата во Македонија. Ние не можеме да тврдиме дали некој е однапред виновен или не. Ова институција е таа која што е дел од правосудниот систем и остварува постапки кои што завршуваат со обвинителни акти или со отфрлање на кривични пријави и индикации. Да се остави таа институција да работи, заради тоа што тоа е начинот како да се врати правдата во Република Македонија. Знаејќи дека еве денеска сме 27 до 12 октомври работи парламентот, нема закажано седница на Уставниот суд каде што ќе се разгледува ваквата иницијатива. За мене тоа значи испратена порака од Уставниот суд дека тие немат намера до изборите да ја разгледуваат иницијативата за уставноста на Уставниот суд, што е добро решение, заради тоа што ако има нешто неуставно од законот или нешто кое што Уставниот суд треба да го разгледува, честно е тоа да се случи веднаш после изборите. Заради тоа што удар врз специјалното јавно обвинителство е сериозно застрашување за сите во Македонија. Граѓаните ќе реагираат и верувам дека никој тоа не може да го контролира. Други прашања? Како го коментирате нападот на судот од страна на шарената револуција? Значи, независните институции треба да бидат оставени независни, иако македонското правосудство е целосно поклопено од извршната власт. Јас верувам гневот и револтот кои што постојат кај граѓаните е причината да се фрлат бои или да се напаѓа некоја институција која што е собственост на сите граѓани на Република Македонија. Сакале некои граѓани да дадат на знаење дека не е во ред од сите овие предмети на специјалното јавно обвинителство да има само еден домашен притвор и кој што е укинат, а сите предмети кои што власта или државното јавно обвинителство ги проследило, некои спомнуваат бројка од 711 и имаме 707 притвори. Тоа е повеќе од 99%. Само по себе тоа предизвикува гнев кај граѓаните и верувам дека само тој гнев е причина да се фрлат бои врз Основниот суд Скопје 1. Председателе, дали може би имате сознание од каде излегува аудио снимките на одредени политички функционери низ социјалните мрежи? Неколку пати тоа го зборуваме и веќе е јасно на граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз додека ги имаше во поседување сите овие разговори, не излезе ниту еден разговор од приватна природа, ниту пак нешто што е надвор од делокругот на потврда за криминали, корупција, незаконско работење или неетичко работење за штета на граѓаните и државата. Разговорите од нас се предадени на 30 декември 2015 година. Овие разговори треба да ги прашате Сашо Мијалков, Никола Груевски, Горан Груевски, од каде се, заради тоа што имат, претпоставувам, 2 до 3 пати повеќе разговори од тие што ние ги поседувавме и ги доставивме до специјалното јавно обвинителство. И уште еднаш да нема дилема. Ние сме доставиле 540.000 аудио разговори и повеќе од 520.000 текстуални транскрипти на Word документи, PDF фајлови, Excel, табели и други. Така доаѓаме до бројката од 1 милион разговори. 540.000 се аудио разговори. По моји информации, Министерството за внатрешни работи, односно во посет на Сашо Мијалков и врхушката на власта, се работи за повеќе од 1.500.000 само аудио разговори и тие се должни да објаснат по кои канали, каде се пуштат тие разговори и зошто излегуваат тие разговори. Да не заборавиме дека и државното јавно обвинителство предводено од Марко Зврлевски потврди во обвинителниот акт против Заев дека прислушувањето е направено од МВР со опремата на Министерството за внатрешни работи. Докажувањето во постапката е дали Звонко Костовски и други луѓе зеле дел од материјалите за да ја спасат Македонија
или тие ставале дел од тие материјали за да се слушат. Тоа ќе го потврди правосудниот систем и апелирам до специјалното јавно обвинителство, до правосудството на Република Македонија пред изборите. Мора да се знае кој прислушува во државата. Тоа е минимум што го должиме сите пред граѓаните на Република Македонија. Апсолутно им е јасно на сите, но правно формално е должност и на судот да потврди преку судски пресуди кој прислушувал во Република Македонија. Само на тој начин ќе се отстранат сите овие шпекулации. Така да треба да се праша директно Никола Груевски, Сашо Мијалков, Горан Груевски и петата управа на Република Македонија од каде излегуваат овие разговори. Други прашања, повелете? Благодарам. Благодариме.